Уф. 2026 ќе биде спортска година. Зошто одеднаш кафето поскапе? Помала понуда, поголема побарувачка, ни се случува тоа. Зошто цената за изнемување стан се качува побрзо од што се качуваат платите? Има премногу кеш. Постојат многу шарлатани, кои што многу лесно може да ви продадат брзо стекнување на богатство преку ноќ. Во слободното време, во последно време, го трошиме на скролање наместо на активирање. Кај нас континуирано нема престан на растот на цените. Затоа што сме алчни. Сега ме провоцирате. Ајде Па ова е сега. скопската елка, така? Здраво, Виктор, трета година поред, што го врти светот? Оваа година ќе бидам малку неконзистентен. Ќе кажам технологијата. Ама ако ја видиме технологијата од друга страна, таа се уште зависи од луѓето, така што повторно се враќаме кај луѓето. Врти се чистиот одговор, добре. За тие што не гледаат прв пат, особено на телевизија, секоја година традиционално правиме новогодишна епизода на Што го врти светот околу празниците со Виктор Митевскиот змај. Да. Сега, кажи ми, Виктор, како економист и како статистичар, вие многу сакате да предвидувате работи, што предвидуваш за 2026 година? А ме прашуваш хороскопот што предвидува или? Виктор, јас не верувам во хороскоп. Само момент. Ево така. Да ти помогне. Уф. Пари има. Некој пат дефинитивно има. И некои документи. Така е. Што предвидувам за 2026? 2026 економски ќе биде многу слична на 25-та, освен ако не се случи нешто кое што ќе значи решавање на глобалните проблеми или пак проблемите кои што создаваат и некакви економски импликации, односно војната помеѓу Русија и Украина, конфликтите кои што настануваат и мислам дека стивна малце оваа царинска, меѓуцаринска војна, затоа што гледаме дека сите земји си се прилагодија на тие услови, иако навистина се смени глобалната економија. Од аспект на граѓаните или од аспект на луѓето, тоа што треба да не охрабрува е дека инфлацијата во целиот свет се става во некаков ред или во некаква надолна линија, само кај нас се уште се држи на високо ниво. Тоа сакам да кажам, во Европска унија уште минатата година, значи оваа што измина, веќе има промени, има стабилизација на инфлацијата, на растот на цените во маркети и на секаде. Кај нас континуирано нема престан на растот на цените. Тоа е заради нефер трговски практики, ако сакаме да бидеме стручни, и искрени. ако сакаме да кажеме и малце поотворено, кај нас очигледно имаме и изречена казна за здружување на одредени ланци на маркети кои што сакаат да диктираат цени така како што нив им одговара, а не така како што има некаква економска логика. Не може земја која што е зависна од увоз на материјали и суровини од Европа, каде инфлацијата е ставена веќе неколку периоди, ние да имаме се уште висока стапка на инфлација. Кажи ми, што би сакал оваа година Дедо Мраз да ја донесе на македонската економија? Одговорни политичари. Нешто полесно? Па не, бидејќи она од Финска, мислам дека многу полесно може да ни донесе такви отколку нешто друго. Со елфовите да спакуваат по некој одговорен политичар. Добро, ова интересно звучи. Што значи одговорен политичар во економија? Ајде многу малку да начнеме на тема политика. Кои би биле одговорни политики за економија за 2026? Тие кои го гледаат пред се јавниот интерес и интересот на граѓаните, а помалку бизнис интересот. Затоа што кога сте на таква одговорна функција, една од функциите на државата е редистрибуција на доходот. Што значи тоа? Да води сметка, да не се концентрира
богатството во одредена група само во одредена мала група на луѓе. Така што од економски гледнан аспект добар политичар во финансии и економија треба да биде и политичар кој што се води од интересите на граѓаните и на општеството многу помалку, многу повеќе отколку на било кој други интереси, бизнис или партиски. Најчесто Бидејќи сме имале во минатото критики кон македонски политичари на кои што им било кажано дека премногу се грижат за државата. Да, добро, тоа е кај нас сепак може да биде проблем, ама еве со кафето нека се исуши малку, да па ќе стиснеш видиме. желба да не сакаш. Не, фала ти подоцна. Сега сакам да ти поставам некои прашања кои што ќе бидат кратки, но овој пат кај тебе ќе играме малку поинаква игра затоа што веќе ти ги поставив сите. Ајде прво да те прашам од патувањата. Австралија или Нов Зеланд? Сиднеј. Докторски во Австралија или магистарски во Америка? Се уште не сум ги завршил докторските во Македонија за да можам да го видам како целосно искуство, ама мастерот во Америка е нешто кое што мене ми го промени животот. За тебе побитни се бројките, што ги гледаме во статистичките извештаи, или приказната раскажана и резултатите што ќе се направи со тие бројки? Резултати. Бројките може да бидат само една одлична визуализација или пак некаква табела, но без приказната, без информацијата, без вредноста која што тие ја носат, тие се ништо. Затоа што во основата на што го врти светот, уште кога го создадовме заедно, беше едукацијата. Така Замоливме соработници кои што не се бават со економија да ни постават неколку прашања што се актуелни за економисти, ама имаш само 30 секунди да ги објасниш овие доста комплексни прашања. Ајде. Зошто одеднаш кафето поскапе? Се намали бројот на гледачи на кафе, кога имаме нерамнотежа помеѓу побарувачката и понудата, помала понуда, поголема побарувачка, ни се случува тоа. Повеќе луѓе сакаат да пијат кафе, а помалку луѓе го произведуваат во принцип и го продаваат? Да. Супер. Зошто цената за изнемување стан се качува побрзо од што се качуваат платите? Кај таки фити на економија, првата лекција е понуда и побарувачка. И најлесно е за економист да ви одговори вакво прашање со понудата и побарувачката. Ама во македонски услови има премногу кеш. Добро, интересно. Мислам, ова не е само твој став, ова е став и на гувернерот на Народна банка, така што ќе го сметаме како точно. Зошто во последно време ајде на пијачка завршува како мини инвестиција? Затоа што се онечовечивме и секоја прилика да можеме да се видиме со некој кој што можеби има и дополнителна вредност во нашиот живот, завршува со некаква инвестиција и за жал во вакви услови постојат многу шарлатани кои што многу лесно може да ви продадат брзо стекнување на богатство преку ноќ. И ве викаат на кафе во принцип само за да ви продадат нешто. Интересно. Кажи ми, зошто секогаш кога ќе почнеме да реновираме стан, куќа или било што, цената што ќе си ја замислиме во старт, која што е базирана на цените на пазарот кој што ги очекуваме, е комплетно различна од она колку ќе платиме на крај? Имајќи предвид дека секој мајстор ќе ви каже, а може кеш да ми платиш, или кога ќе им спомнеш дека договор треба да потпишат, им се крева косата. Прво тоа, значи пресметката дома и на пазар не е иста, а второ, мислам дека сме општество каде што нема казнивост, па дури кај масторите. Зошто работиме повеќе, а имаме помалку слободно време? Затоа што не ни размислуваме за слободно време, затоа што слободното време во последно време го трошиме на скролање наместо на активирање. Значи го имаме, ама го скроламе. Замислуваме дека сме зафатени. Не сме продуктивни, сакаш да кажеш, добро? Да. Зошто секогаш плаќаме 10 предплати, а користиме 2? Затоа што предплатите не одат на кеш, туку одат преку картица, па забораваме да се исклучиме. И второто, затоа што сме алчни. Растевме со македонски народни приказни.
имаше една приказна со каменот, односно грудката и окото човечко. Грудката секогаш беше навагнуваше на страната затоа што тоа беше единствената причина да престане човечкото око да биде алчно и да бара нешто плюс. Леле, добро, ама окей, не врати во едно друго време, кога гледавме сите ние народни приказни. И сега, кажи ми реално, кои се предвидувањата, кои се некои најинтересни предвидувања за следната година, кои што економистите во светот ги дискутираат, затоа што си дел од оваа светска дискусија и преку постдокторските студии, меѓутоа и преку работата во СМАИ секако. Да, значи, 2026 ќе биде спортска година. Од старт можеме да кажеме, ја отвораме со Европско првенство во ракомет, што за нас ќе биде значајно. Потоа следуваат зимски олимписки игри и најголемиот настан во светот, и статистички и економски, светско фудбалско првенство. И тоа за прв пат на еден многу интересен начин, каде што 3 земји се домакини од другата страна на Атлантикот. Зошто го кажувам ова? Затоа што спортот е една од индустриите која што во континуитет расте и не само како економска категорија, туку и како прилично влијателен сегмент од секојдневното живење на луѓето. Дали е тоа од хобистички побуди, дали е тоа од маркетинг, дали е тоа од од генерално продажба, производство и така натаму. Кажавме дека во Шолјава видовме еден пат. 2026 се надеваме дека НАСА ќе успее после 71 година повторно да испрати мисија на месечината. Сега, зошто е ова значено за било кој човек? Тоа е значено затоа што конечно почнуваме повторно да зборуваме за наука, почнуваме да зборуваме за да се надпреваруваме во свемирскиот простор, кој што во последниве години се презасити со сателити на приватни собственици, кои што почнуваат да ни ги контролираат и животите и секојдневието благодарение на технологиите кои што ги имаат. Патот кон Европската унија ќе се отвори за Македонија и за сите оние кои што сакаат да влезат во Европската унија, тогаш кога ние ќе бидеме подготвени да ги спакуваме куферите и да тргнеме по тој пат. Да се подготвиме да бидеме европска земја. И не толку за да станеме членки, колку за да можеме да ги подобриме работите тука кај нас. Како земја, баш тоа го дискутиравме кога ја правевме анализата која што покажа каде се наоѓа Македонија во однос на Европската унија и европскиот просек, беше интересно дека кај дел од работите што можеме да ги направиме, не се директно врзани со членството во Европска унија, но се врзани со фондовите кои што се инвестираат кај нас и тоа како може да помогнат во буткањето на економијата напред. Сега од Европска унија ќе те однесам во Австралија, затоа што таму беше, не знам се уште дали ги имаш распакувано јакните, само што се врати од студискиот престој во Австралија. Па затоа и сакам да те прашам, која е разликата во студирањето, да кажеме, во науката и сето тоа што се случува во Австралија, ти беше во Сиднеј конкретно на факултетот, во однос, например, на она што го живееме ние како секојдневие? Значи, не случајно рекле далечен свет, не случајно рекле нови хоризонти, континент кој што е далеко од се. Но живењето, работењето во Австралија и Нов Зеланд е навистина многу и има влијание од западните култури, затоа што ја знаеме историјата на тие два континенти. Значи, јас сум запишан на докторски студии во Скопје и како во рамки на докторските студии треба да се отиде на престој во странство. Благодарение на работата во ЗМАИ, работата со локалната демократија, стапи во контакт и почнавме да работиме интензивно со професорка која што во моментов е декан за наука, продекан за наука на UTS. Тоа е еден огромен, топ 5 универзитети во Австралија, кој што се наоѓа во срцето на Сиднеј. Кампусот е буквално во самиот центар на Сиднеј и е сместен во 15 згради, облакодери, кои што меѓусебно се врзани со тунели, оние висечки тунели, висечки ходници, кои што одат над булевари, над улици. И тоа што го видов, и тоа што се случува во моментов, таму е окрупнување на смеровите. Како значи,
Кај нас автономијата на факултетите, еве да речеме УКИМ ако го земеме, се гледа многу длабоко и таа меѓусекторска соработка, мултидисциплинарност, па и е страна за нас. Кога ќе се јави некој научник кој што работи на мултидисциплинарни истражувања, му велат ти треба да се запишеш повторно на нашите студии за да имаш можност да бидеш академски граѓан, односно да бидеш во академија на нашиот факултет. Значи ако си економист, ако си правник и тоа е тоа. Во Австралија, во моментов на UTS, се случува сите сродни дейности се ставаат во еден факултет, one school, едно училиште, како што таму се организирани и во моментов факултетот на кој што работев, односно го поминав мојот престој, архитектура, урбанизам, креативни индустрии, продукт дизајн, комуникации се спојуваат во едно. И сега, јас на почетокот ми беше чудно, ама кога бев дел од активностите, бидејќи таму им завршува училишната година заради што се на јужната хемисфера, сватив всушност што значи тоа. И зошто и на кој начин дизајнот е врзан со урбанизмот, на кој начин дизајнот е врзан со комуникациите, дека без да ги имате елементите од целата слика, нити архитектурата, нити урбанизмот, нити продукт дизајнот може да бидат соодветни, ако не соодветно комуницирате со широката јавност. И сега, ако гледаме дека врвните универзитети ги спојуваат нивните капацитети на знаење, тогаш верувам дека и нашите универзитети, нашите факултети треба да се стремат кон тоа. Затоа што многу интересно звучи ова, студентите со кои што јас се запознав, со кои што работев, имав прилика да ме прошетаат низ 5 спрата, имаше open days. Секој департман си имаше свој се спрат. промовираш. Да. Не знаете како ни ја представија приказната за целиот факултет, шетајќи на низ спратовите, изборувајќи и комуницирајќи со студентите кои што се на докторски или магистерски студии на факултетите во рамки на... Да студираш. Да, затоа што оние кои што учат продукт дизајн, значи тие се вклучени директно во иновирање на производи кои што треба да бидат пласирани на пазар. Иновирање на технологии кои што треба да бидат вклопени во некои постоечки производи. Навистина беше интересно да видите како една, еве ќе наречам обсерваторија, може да ви даде широк спектар на тоа како од идеја за комуникација. А кога зборуваме комуникации, сега може ќе ни треба цела емисија за тоа, ама комуникациите опфаќаат многу голем диапазон на работи. Од идеја, од комуникација, да стигнете до финален производ, кој што утре ќе биде купуван на пазарот. Да, или изградена која зграда. Или ќе го најде местото во урбанистичкото планирање, кое што треба да биде пред се водено од природата, а не од интересите на бизнис заедницата. Значи, да, австралијанците се посебни за тоа. Да, нели? затоа што недостатокот на вода во Австралија е огромен проблем. Еден од главните проблеми, сега може да забегуваме во тема, ама еден од главните проблеми е прекинувањето на природните подземни води. И може да снемаат вода за пиење? Можно е да снемаат вода за пиење, ако продолжат со урбанизација која што нема да ги зема предвид подземните води кои што и канали, реки имаат, бидејќи нешто како ние што снемавме воздух. Јасно. Од прилика. Ама сакам да ви кажам дека таквите теми се централна точка на вакви комуникацијски настани кои што ги прават со јавност. Во тие 3 дена колку што траеше целата презентација, имав информација дека некаде преку 60.000 локалци дошле да ги видат поставките или концепциите кои што таму биле направени. Што е следно, практично гледаат 60.000. Тоа е направено од студенти. Браво. Значи тоа е направено од студенти под менторство на посветени професори.
Супер звучи ова и самиот процес на студирање и колку е битна науката кога во едно општество ја ставаш на тоа ниво, нормално ти е подобро општеството. Ова ме носи кон едно друго прашање. Покрај во Австралија беше и во Нов Зеланд. Ова се места каде што многу македонци живеат и мигрираат за да бидат таму со своите семејства и за најчесто за подобри можности, но и историски многу одамна одат македонци да живеат во Австралија. Сега има интересен тренд. Австралија постојано е место каде што луѓе доаѓаат да живеат. Луѓе од целиот свет буквално доаѓаат да живеат во Сиднеј, во другите австралиски градови, додека пак Нов Зеланд е место од каде луѓето си одат. Ми кажа дека околу 70.000 луѓе се одселуваат. Годишно. Што е разликата? Знаеш зошто? Како и тоа е врзано со Македонија. Ние го имаме проблемот на Нов Зеланд, го немаме проблемот на Австралија. Кажи ми, што прави добро Австралија во однос на Нов Зеланд? Горе-долу истите услови се. Не се. Добра. Значи, Нов Зеланд е едно место кое што секој љубител на природата мора да го посети. За разлика од Австралија, Нов Зеланд, што остави најголем впечаток за мене во Нов Зеланд, беше културната различност која што се почитува во Нов Зеланд. Во Нов Зеланд имате 1 милион маори, кои што не се домородно население. Само дошле 700 години пред да дојдат британците. Таму на тие територии. Значи, културата на маорите е составен дел на секојдневното живење. За разлика од тоа, во Австралија, јас многу малку налетав, наидов, колку и да барав, на абориджинска култура. А ти верувам дека си барал познавајќи. Да, тоа што го видов и што беше интересно, што ме изнервира мене лично, секаде каде што видов фрагменти или некакви производи каде што се прикажуваше абориджинска култура, беа направени или во Индија или во Кина. За разлика од тоа, во Нов Зеланд, се што беше автентично локално и имаше сегменти на културата на маорите, беше рачно направено во Нов Зеланд. Разликата помеѓу Австралија и Нов Зеланд прво е заради големината. Добра. Нов Зеланд, иако е голема територија, има само 5 милиони жители, од кои 2,5 милиони живеат во Окленд, најголемиот град во Австралија. Град-држава. Да, а во главниот град, Велингтон, живеат од прилика нешто помалку од 1 милион. Тоа значи дека мнозинството живеат на еден од островите. А по големиот остров, каде што ја има најубавата природа што некој може да ја замисли, има многу повеќе овци отколку луѓе. Добро, може и добро е тоа. Ние луѓето кога ќе дојдеме на нешто што е толку убаво и природно, знаеме и да го подуништиме. Ама што е она што Австралија им го дава на луѓето за да дојдат да живеат таму? Поголеми плати, поголеми можности и поголем пазар. Пазарот си го прави своето. Апсолутно. Значи, кога имаш поголем пазар, имаш многу поголема моќ да дадеш и поголеми плати, но и да имаш некаква поголема улога во глобалната економија. За разлика од тоа, кога ќе влезеш во маркет во Австралија, 80%, да не претерам, 80% од производите се од Нов Зеланд. Што значи дека Нов Зеланд е земјоделска земја, произведува храна, бидејќи има многу плодна почва. А земјоделството е секаде во пат. А земјоделството е во пат затоа што е неатрактивна професија. И што се случува? Локалците, треба да разбереме една друга психологија на жителите на Австралија и на Нов Зеланд. Таму секој е дојденец. Да. Значи, логично и полесно се селиш. Духот на кој што се живее, духот на кој што се работи, зависи од можностите. Ако не ви се допаѓа едното место, одите на друго. Во Сиднеј, во Опера Хаус, бев на представа, театарска представа, која што опфаќаше еден период на раните доселеници, британци кои што тогаш доаѓале. И токму ги видов тие културолошки карактеристики на австралијанците и зошто тие се подготвени да мигрираат така лесно. Од друга страна, Австралија има многу поригидна политика на примање на мигранти и давање на државјанство. За разлика од тоа, Нов Зеланд е малку полиберален, иако во последниве години тоа го менува. И што се случува? Одреден број на луѓе доаѓаат во Нов Зеланд, живеат 5-7 години колку што е потребно да добиете државјанство, а бидејќи Австралија и Нов Зеланд функционираат како една унија, пазарна унија,
многу е лесно да се префрлите од Нов Зеланд во Австралија. Истовремено, тоа што е интересно, имајќи предвид дека имаме британско присуство, многу британци кои што во 40-тите, 70-тите дошле, се случува обратна миграција. Се враќаат новите генерации да живеат во Британија. Стварно? Да. Добро, многу интересно, затоа што тие имаат фамилии таму. Аха, И сега полесно им е да се вратат. Кога го споредувам тоа со македонската диаспора и како Се надеваш функционира дека ќе се вратат. македонската диаспора. Ајде малку за Ајде македонската вака. диаспора Значи, таму. македонската диаспора во Австралија е навистина организирана, присутна, само што слета во Сиднеј, попладнето, благодарение на нашата поранешна колешка Кики, Да. дознав дека има македонски фестивал и отидовме на македонски фестивал. На едно место 10.000 македонци. Чувството беше исто како да си во Македонија, затоа што на настан со 10.000 имаше само 5 тенди каде што се служеше храна и пијалоци, имаше редици, имаше нервози, имаше... Добро организирано, Добро ова беше организирано. малку Да. саркастично изгледа. Да, значи, навистина интересен настан, но тоа што мене ме погоди, нешто кое што го зборувам во континуитет, многу малку се слушаше македонски јазик помеѓу тие 10.000 македонци присутни таму. Новите генерации или разбираат, или воопшто не зборуваат македонски. Нормално, Што е не се нормално? изложени на јазикот никако. Така е. Например, гледате дечиња кои што играат во македонски носи, и потоа ги слушате како меѓусебно си зборуваат на англиски. Затоа што едноставно тоа е нивниот јазик кој што го учат, а и македонската заедница почнува да се меша и со другите заедници, па имаат мешани бракови каде што англискиот е заедничкиот јазик кој што се зборува дома. Знаеме ли колкава ни е, макар од прилика диаспората, Па каде се движи? некои предпоставки велат околу 200.000 македонци живеат во Австралија. Конкретно во Австралија. Ама зборувам општо во светот колкава диаспора имаме од прилика. Јас немам таков податок, не знам и дали државава има таков податок, ама ако судиме по Австралија. избирачкиот список и пописните податоци, Добра, најмалку 1 милион македонци, македонски граѓани, да. живеат надвор од границите на Македонија. А сигурно се и повеќе. Знаеш зошто те прашувам? Како можеме да направиме линк помеѓу оние кои што живеат тука и оние кои што не живеат тука? Не велам дека тие ќе се вратат, апсолутно дел од нив нема да се вратат, но тие доаѓаат, без разлика што децата не зборуваат македонски, очигледно го имаат тоа чувство, сакаат нешто да видат, да слушнат за државата, а ние целиот тој пазар на луѓе кои што доходовно се подобри од, да кажеме, оние кои што живеат тука, го исклучуваме. Како да комуницираме со таа диаспора подобро со оглед на тоа што и факултетот е на комуникациите? Доминантната миграција од Македонија кон далечниот континент, и Австралија, и Нов Зеланд, и Америка, се случува во периоди кога во Македонија имате многу ниско ниво на развој. И кога селењето е врз база на географска блискост. Што значи тоа? Едно цело село се решава дека ќе се сели. Или мажите одат први, па ги повлекуваат жените и децата потоа во средините каде што се иселиле. Што значи тоа за една диаспора? Тоа значи дека тие живеат и понатаму во заедница на своји сограѓани, само на друго место, на друга локација. Да. И така е, најчесто има, нели, знам во Сиднеј има населба Рокдел, каде што македонци и грци заедно живеат. Веќе не. Веќе не? Веќе не, затоа што Рокдел станува многу атрактивно, чинат многу становите и куќите и македонците како добри продавачи продаваат имот кој што е прилично вреден, за да купат нешто подалеку од градот, што е поевтино. Да, односно од еден стан купуваат 2 куќи на друго место. Да. И сега таа населба веќе станува ливанци и Северна Африка почнуваат да ги гледаме, но каде ќе јадеме бурек во Сиднеј? Но морам да кажам дека најдобриот бурек кој што сум го јадел било каде во светот, го имам јадено во Бурек Brothers во Сиднеј, токму во Рокдел. Да, исто. Значи, јас бев фасциниран како може толку далеку, а толку
вкусот и на јогуртот и на бурекот да бидат како домашни, со многу повеќе фил отколку тој бурек на кој што сме ние Зашто научени тоа во е Скопје. оригиналот, направено е врз база на оригиналот, сега Да. нели се намалува Тоа квалитетот. сакав да кажам. Значи, заедницата може би го губи овој јазичен идентитет, но од аспект на културолошки храна, обичаи, слави и така натаму, го задржуваат. Новите генерации не знам, ама ќе видиме како ќе се случи тоа. За разлика од тогашната миграција, модерната миграција, особено во Австралија, е врз база на студирање. Да. Односно, многу Одат голем високо- број македонци одат да студираат во Австралија, затоа што тоа е најбрзиот начин како можете да добиете статус легален во тоа општество и најчесто не се враќаат, односно наоѓаат можности за работа и вмрежување таму. И кога ќе те фати тој образовен систем, потоа ти е потешко да се вратиш. Да. Имаше интересна идеја баш за во овој дел, во делот на образовниот систем, да се направи еден регистар на наши македонски студенти, не мора да биде од сегашни, може и поранешни, кои што живеат низ светот, зашто тоа ќе ни даде некаква база каде ни се пред се студентите високообразованиот кадар, може да се воспостават врски со нив, може да се цели кон тие пазари во однос на продажба, може да се цели во однос на промоција на култура, може да се прават, гледаме представи, стендапи, концерти на македонски изведувачи, се случуваат насекаде низ светот, баш благодарение на таа диаспора, меѓутоа особено е полесно ако вие треба да комуницирате со некој што е високо образован. Што мислиш за таа идеја во однос на податоци и ве само предпоставуваме? Дали треба да знаеме веќе? Значи, веќе го спомнам и моето искуство во Америка. Кога јас магистрирав на Texas A&M, една од клучните работи која што мојот професор ми ја кажува и денеска, било што да сакам да направам во животов, а се однесува на некакви контакти, бизнис врски или пак наоѓање некој близок надвор од границите на Македонија, ми вели, оди на LinkedIn и барај Aggies, така се викаат сите оние кои што дипломирале или магистрирале или докторирале на Texas A&M, кои што се некаде во системот каде што тебе ти е потребно. Значи, јас на своја кожа сум осетил како таква алатка функционира и дава резултат. Благодарение на таква алатка, јас лично, а и мојот професор, сме успеале да стигнеме до луѓе кои што никогаш не би помислиле дека некогаш ќе имаат директен контакт или индиректен контакт со некој кој што е дел од нашата заедница. Вакви иницијативи час поскоро треба да бидат операционализирани, односно да го видиме ефектот, затоа што И тоа не е квантна физика. Така е. Не е само државата која што може да има полза од ова. Може да има целата заедница која што е надвор од границите на Македонија. Да. Значи, многу полесно на мојата сестра и мојот зет ќе им биде, ако треба да најдат македонци во Германија или во соседните земји во Германија, професионално да ги најдат преку ваква база, Да. отколку да треба да вртиме телефони или да прашуваме или да се снаоѓаме и на крајот, наместо да се вмрежуваме, ние да се разделуваме. Раздвојуваме, апсолутно. Сум го кажал ова многу често на подкаст, тука не сум го кажал. Многу често кога одевме, кога бевме дел од Министерството за финансии, кога одевме на меѓународни собири, Светска банка, ЕБРД, ММФ, низ ходниците, низ кулуарите, низ неформалните средби, најчесто слушавме српски, хрватски, босански, словенечки, бугарски. Македонски многу ретко слушавме. Зошто? Зошто? Затоа што нашите луѓе кои што влегуваат во такви големи институции не се дел од систем кој што треба да им даде поддршка за да се вмрежат со македонците. И тоа е многу голем проблем со кој што треба да се Сакаш да кажеш соочиме. меѓу себе се влечат, Да. се поддржуваат. Да. Вие имате бугарка која што е на клучни позиции во Светска банка, Меѓународен монетарен фонд, Директор. која што со себе носи армија на луѓе кои што се стручни, кои што се способни од Бугарија, кои што се застапени во тие институции. И тоа потоа е нешто, многу полесно било каде Така да е. продолжите. затоа што така се гради имиџот на земјата. Тоа е патриотизам за мене. Значи, вие можете да бидете патриот и надвор од земјата, без да веете знамиња, да пеете песни, да се удирате во гради, а како беше
куќето е Гоце, а детето е Майкл, така? Значи, без да одиме кон таква пародија на нашиот културолошки или национален идентитет. За разлика од Австралија, македонците во Нов Зеланд не се толку многу организирани и мислиме дека ги нема многу, но Ги има, напротив апсолутно. ги има многу. Има Ама ресторан, можеби има баш заради тоа што немаме толку, да кажеме, академска миграција кон да, Нов Зеланд, потешко е да се вмрежат. да, но се менува и тоа. Добре. Значи, тоа што Нов Зеланд сега почнува да го прави е да се фокусира на knowledge base economy. Значи, тие се свесни дека Свесни се дека вака не може да се продолжи. така, Ајде ќе пробаме. затоа што ја губат на другиот конкурентноста со најблизок нивен сосед. Најблискиот Да, нивен сосед е Австралија, друго следно блиско е некој од тие малите пацифички острови, не знам Фиджи, не знам Тонга, Ама каде ние што и нема истото многу го голем правиме. напредок. Колку се далеко, а колку можеме да научиме, така? Така е. И од кај нас луѓе си одат, да кажеме, во Србија или во европските земји со кои што граничиме, затоа што таму има повеќе можности. Така е. И мислам дека ваквите иницијативи ќе го направат првиот чекор за да можеме да сватиме каде сме, што губиме, а што можеме да добиеме ако ги вмрежиме овие луѓе. Затоа што супер ми е. диаспората не треба само да ја гледаме како знаеш, еве во последниве неколку недели на Да, големо не или се ја сакаме многу, или Да. ја не кеме многу, како да е тоа нешто. Тие се луѓе Да, наши. во последниве неколку недели многу се зборува на медиуми и од властите и од луѓе дека на големо се враќаат македонците во нашата земја. Секој таков пример ние треба да го покажуваме како позитивен пример. Но Добре. исклучоците, мојот професор по филозофија Томе во Јосип Брос кажуваше, цитираше филозофи, велеше исклучоците ги потврдуваат правилата. Да. Не треба Значи, да се работи не за смееме да ги гледаме таквите примери како исклучоци и да ги даваме како поединечни успешни приказни. Ние треба да направиме систем со кој што диаспората ќе ја гледаме како повратна врска. Диаспората не мора да биде во Македонија за За да има. Македонија да има врска со диаспората. Апсолутно. Сега, затоа што си очигледно прошатан, мислам тоа до тука веќе го разбравме, беше сега во Австралија и Нов Зеланд. Меѓутоа, генерално и заради работата на Змај, си били во Африка и во сите европски држави и така натаму, ќе те вратам малку поблиску до дома, да видиме дали ќе успееш да ги откриеш овие божикни градови, божикни украсени градови, да видиме колку си добар во тоа, со оглед на тоа што ние пред некое време го добивме украсеното Скопје. Така е. Да, јас И мислам, сакам уште една работа, додека чекаме. Што значи божикниот дух на еден град и божикните пазари за економијата, затоа што често се оди на она, да не трошиме за китење. Треба ли да се троши или не треба да се троши? Во Австралија и Нов Зеланд прв пат, не, ќе излажам ако кажам прв пат, затоа што живее во Тексас, каде што исто така Божик беше на 24 степени. Во Австралија и Нов Зеланд јас не ја почитував никако божикната магија, иако секој град беше накитен, имаше елка, имаше едноставно тие работи за мене не се некои кои што можам да ги поклопам или да ги спојам. Тоа што јас мислам дека треба да се случува за време на празници, независно дали сме припадници на една, друга или никоја религија, треба да сватиме дека тоа е време кога луѓето треба убаво да зборуваат за убави работи, да зборуваат за позитивни планови, да се договарат, да бидеме сплотени. Исто како за време на Олимпијада, кога не треба да има војни. Обично во такви услови економијата е поттикната затоа што нели ние луѓето сме водени од очекувања, сме водени од инстинкти. Во такви И кога очекуваме добра година, трошиме повеќе. Од тој аспект да. А дали ни се потребни сега можеме да полемизираме да трошиме пари на едно или на друго, така што тоа е веќе политичка дискусија која што мислам дека нема потреба денеска да зборуваме. Убаво е за празниците да бидеме позитивни и да зборуваме за позитивни работи, но истовремено да требаше да земеме по едно топло чоколадо за оваа игра, јас кафе, со кафе. Може да видиме. Добро. Ова е една од популарните авении во светот, Париз, и кога не е накитено,
делува како да е накитено затоа што е како бел ден преку ноќ, затоа што е премногу осветлено. Градот на светлината. Градот на светлината. Ова што е? Ова е исто така еден многу убав европски град, централно европски град, Прага. Јас еднаш сум бил во Прага и тоа на стари години. Пред некоја година првпат отидов во Прага и ми беше многу криво што сум пропуштил и пред тоа да отидам, затоа што навистина беше град кој што ми остави голем впечаток. И не е толку скап како другите градови. А сега да видиме? Нема шанси ова да го Те видам. предизвикавме, пробај вака да зумираш. Да. Чекај, по коли, по автомобилите може ќе познам. Ми личи на Лондон или нешто такво. Таксињата од Лондон не може да се утнат. Да. Ке речев Ама е Софија, прекрасен. затоа што ме потсети на една зграда во центарот на Софија, ама кога ги видов такси возилата, сватив дека е Лондон. Кој што кај нас ги нема, но тоа е друга На тема. автобусите ги има. ова Вечниот ако град. го Ке се откажам од тебе како светски шетач. Рим, на вистина убав и фасцинантен град, само еднаш сум бил, на вистина сакам да се вратам. Добре. Таму. И? Сега ме сега, провоцирате. ајде Па ова е сега. скопската елка, така? Или? Не, ама многу слично на неа. Исто така источноевропски град. Ова е во Литванија, Вилнус. Главниот град. Ти не следиш многу социјални медиуми, како што Не сум гледам. на Инстаграм. Крајно време е да се вклучиш. Ке Не знаеш. знам, види, може би е право време да зборуваме за тоа. Причината зошто не сум на Инстаграм, мислам дека конечно ја сватив. Зошто? Затоа што верувам дека ќе ми биде distraction, ќе ми одзема многу време кое што јас ке верувам дека сум го поминал квалитетно, а всушност тоа е поминато време на скролање. Испушташ да бидеш контент креатор слеш економист слеш travel influencer. Доволен ми е Facebook како Слеш. Цртичка коса е тоа. како медиум, така што имам мирна совест дека не треба да одговорам, да бркам лајкови, да гледам коментари. Мислам дека јас сум љубител на природата, планинар сум. И за мене најубавото време, најквалитетно време поминато е во природа. И затоа Нов Зеланд ми остави таков впечаток каде едно си со природата, се почитува природата, исто тоа ми се случи во Костарика, Исланд, значи тоа се дестинации каде што уживаш. И последните, во тие 3 недели додека бев во Австралија и Нов Зеланд, јас само првата недела додека бев интензивно на факултет користев технологии. Потоа, технологијата ја користев за да фотографирам. Ништо повеќе. Значи, ако ти се верува, еве колку недели се поминати, јас немам изгледано едни вести. И не знаеш колку ми е Ти поубаво. си среќен човек, а јас овде те викам да коментираме како ќе биде нормално, дека оптимистички ќе гледаш на следната недела, ама како економисти сакаме да влијаеме на тоа оптимистички да се гледа за да се троши. Да, ама што е нели секогаш зборуваме плюс. за очекувањата. За очекувањата. Растот на Македонија во последниве неколку години е движен од потрошувачка. Што Да. значи тоа? Дека таму каде што гледаме дека економски растеме е благодарение на потрошувачка и приватна и јавна. Тоа е кога луѓето очекуваат. Така е, ама за да биде одржлив моделот, Добра. за да имаме ние и 10 години од денеска раст кој што ќе даде дополнителна вредност, ние треба да инвестираме. И нешто во кое што следната година треба да се фокусираме е помалку да зборуваме за инвестиции, а повеќе да вложуваме, односно да ги реализираме тие инвестиции. Ова е порека кон граѓани или кон компании? Пред се кон државата, а и кон граѓаните. Ајде да кажеме, еве јас да те прашам да се ставам во улога на водител. Која е се уште во Македонија најисплатливата или најбараната инвестиција? Стан. Стан, недвижности. Зошто е тоа така? Зошто е така? Затоа што е сигурна инвестиција и екстремно брзо расте. Значи, баш слушав една дискусија каде што еден од експертите велеше не купувајте станови, ниски се кириите. Точно, меѓутоа квадратот кој што некој го купил пред неколку години 1500 евра, сега е 2000 евра, 2500 евра, нешто што е неверојатно. Вака. Значи, ова е проблем со кој што се соочува целиот свет, особено урбаните средини.
ова ми е порака сега до младите, оние кои што имаат многу големо влијание во носењето на одлуки од страна на подкастери, инфлуенсери, кои што ги гледаме, а кои што пред се доаѓаат од Соединетите Американски држави. Децас. Не се зес. Значи, тоа што се случува во Соединетите Американски држави и секаде во светот е нешто кое што ќе се удри од глава, како бумеранг ќе се врати на младата генерација, која што во моментов се одлучува да стагнира од инвестирање во недвижност. Зошто? Затоа што поисплатливо е да ренташ. Не само поисплатливо, тоа е единствено возможно за еден млад човек со нормална плата на почеток на кариера. Да, но јас можеме да зборуваме за многу примери кои што ги имаме, особено младите кои што заработуваат по добри имаат многу подобри месечни примања. Што е добро месечно примање во Македонија? Па да речеме двојно повеќе од просечната плата. Значи 80 80.000 денари нето плата. И тоа најчесто се IT услугите, дејности каде што имате додадена умствена вредност, а немате трудоинтензивна дејност. Кој е ризикот во кој што влегуваат младите кои што се решаваат денеска да не инвестираат, повикувајќи се на тоа дека па цел живот можам да рентам, затоа што ќе биде достапно. Тогаш кој ги купува овие сите нови станови кои што ги градиме? Мислам дека на почетокот го одговоривме ова прашање. Оние кои што имаат кеш, оние кои што се мокни и кои што можеби не им треба 5-10 стан во тој момент. Да. Ама што ќе се случи 10 години од денеска? Тие истите. Целиот имот ќе го поседуваат. Тие истите ќе го поседуваат најголемиот дел од имотот и тие ќе ја диктираат цената на квадрат или цената на месечната рента. Тоа е сега, не знам зашто викаш за 10-15 години. Ако се повикаме на нефер трговските практики кои што се случуваат во Македонија на регулирани пазари, тогаш може да замислиме што ќе се случи 10 години од денеска, кога една група на мокници ќе можат да си се договорат неформално во кафана и пијачката да прерасне во добар дел, во добра инвестиција, да ги договорат цените на рентата во било кој од тие градови. Тука ја нема онаа веќе пазарна економија во ваквите ситуации. Сега. Од друга страна велиш најголемиот број од младите не може да си дозволат. Така? Да. Ако е тоа и економски потврдено, да. Затоа што на просечен македонец потребни му се 195 просечни месечни плати да може да купи стан од 60 метри квадратни. Што е некој нормален стан да вие почнете? Да. Зборуваме како млад човек што претендира некое семејство да има. Да. Сега. Значи тоа е десетина години целиот доход кој што го имате, да. На ниво на просечна плата, да го давате во недвижноста која што сте ја купиле. Така. Тоа значи дека за да можете да живеете, ако се следиме по правилото на банкарскиот сектор во Македонија, кредитот да ви биде 1/3 од вашите примања, значи за да можеме да си дозволиме, ние треба да имаме 3 пати повеќе примања, дали во семејството, дали како индивидуалци, за да можеме да си дозволиме таков стан од 60 квадрати во моментот. Што треба да се случи? Што треба, Виктор? Што рековме на почетокот? Одговорни политичари. Зошто одговорни политичари? Затоа што тие треба да направат редистрибуција на доходот. Ако младите ни се приоритет во ова општество, тогаш државата треба да најде сериозни мерки како да ги поттикне тие млади да создаваат дом тука. Ама нели имаше порано некои практики? Ова е, да кажеме, разговор кој што е нормално и ве нашава публика, особено на дигитални медиуми, 24 до 35 години, баш во оние години кога би сакале сите да го купат првиот стан, да почнат да го отплаќаат или како и да. Нели имаше порано мерки, ми текнува купи куќа, купи стан, тоа постоеше, па потоа постоеше без разлика на смената на власта, продолжи да постои таа мерка, и сега таа мерка некако полека ја снема. Односно, едно време беше 900 евра по метар квадрат, а такво нешто не постои во Скопје веќе некој време. Не само во Скопје. Во ниеден град. Во Струмица, во Штип, во Битола. Апсолутно. Значи... И сега
имаше предлог за купи куќа за млади, нешто што е повторно специфично затоа што младите мора да бидат блиску до работното место за да бараат работни места, мора да бидат блиску до градинка, школа и така натаму, најчесто бараат во град, во урбано место, а куќи нема во урбано место. Моето прашање е, нели имаше мерки, зошто ги напуштивме тие мерки кога функционираа, луѓе користаа и тоа како, памтиме како користеа. Знаеш, Јована, што ни се случува нас? Велиме, еве за пошироката публика, фискална консолидација. Тоа значи приходите и расходите да не бидат во рамнотежа, да не треба да се задолжуваме дополнително за да финансираме, односно да покриеме трошоци кои што ни се потребни во текот на година како буџет, како држава. Секогаш кога сме зборувале или кога зборувале елитите политички за фискална консолидација, прво нешто кое што правеле е крателе програми кои што се во полза на млади или развој на млади. Зошто? Затоа што се покажи на последните избори, младите не се главното гласачко тело кој што ги носи политичките елити кај нас на власт. Ама се покаже на последните избори дека како добро се адресира оваа група на граѓани, млади со просечни Ке излезат нормални и ке ги поништат гласачките доходи. ливчиња и 52.000 граѓани на оваа земја, кои што јас се одговорно тврдам дека најголем дел се млади, Да. кои што преку својот глас го Покажа, искажале да, својот револт да. кон сите власти. Ама Не пази, кон оваа претходната, сите власти. тоа е потенцијал, тоа е сериозен потенцијал. Така е. Дополнително ние младите ги гледаме како бројка на млади. Сега Никако. млад си одредено време. Така е. Меѓутоа, тие млади имаат родители кои што ги гледаат своите деца како се оцелуваат и како се мачат, и тоа се луѓе кои што во моментов не гледаат на телевизија. Тие млади имаат можеби баби, дедовци, дај Боже, живи и здрави, кои што ги гледаат своите внуци како си одат од државата каде што они создавале и живееле. Тие млади не се само така бројка. Убедете ги нив да гласат, тоа е мојот личен став. Убедете ги младите да гласат, да останат тука, па ќе видите како сите потоа ќе ги поддржат. Да, значи, ова е навистина прашање за кое што мислам дека многу повеќе треба да посветуваме внимание и време. Имаме закон за младинско учество, имаме програми за млади, ама имаме советници за млади во секоја општина. Апсолутно. Значи, ние на хартија сме идеален систем. Имаме младинска гаранција за која што никој не зборува, никој не ја промовира како концепт. А има резултати, ние не ли Од гледавме работата беш? од дататонот, кој што го Да. направивме пред колку веќе, пред една година, повеќе од една година, видовме дека со податоците на Агенцијата за вработување, тоа е ултра успешна програма. Но Вие никој не ја имате дискутира. 2/3 од младите кои што користеле било каква субвенција од програмата Гаранција за млади, кои што и после 3 години се уште вработени. Така се задржуваат млади. Работа да имаат, тоа е младинската гаранција, тоа се други програми кои што се Да. има апсолутно од секоја влада правено програми за вработување на млади. И второто нешто е да имаат доми. Сега ако вие имате стан, имате услови од типот на градинка и образование, тоа е друга тема што минатиот подкаст ја разговаравме, и имате работа добра, потешко ќе си отидете. Така е. А ако немате ништо од ова, што ве држи тука? Сега исто има една работа која што треба да ја нагласиме овдека, а тоа е планирањето на работната сила. Каква работна сила ни е потребна, ќе ни биде потребна во 2026 во 2026 па и во 2036. Затоа што ние треба да создаваме, сме го зборувале ова и на претходни емисии, ние треба да создаваме кадар кој што ќе биде подготвен да се прилагодува на пазарните можности, затоа што вештачката интелигенција за многу брзо време ќе биде доминантен фактор во вработувањето. Еден од начините е ова што го начнавме малце во првиот дел од разговорот. Нас ни треба регистар врз основа на кој што понатаму ќе правиме предвидувања каков кадар имаме, а компаниите ќе можат соодветно да планираат и да таргетираат соодветни кадри. А дали може да се направи на факултетите обсерваторија на вештини, она што го дискутиравме претходно, каде што ќе се предвидува, економистите предвидуваат, мислам не на кафе, на друг начин, што ќе бидат идните професии? Да, секако. И современите земји тоа го прават.
современите земји инвестираат и во кариерни советници, ама не кариерни советници на хартија. Да. Кариерни советници кои што ќе работат во вакви обсерватории, чија основна задача ќе биде мечинг, спојување на бизнис заедницата со тој потенцијал кој што тие го создаваат. Еве, во 30 на секунди, уште еднаш ќе го кажеме примерот на Словачка. Словачка праќа млади луѓе да студираат во странство топ 100 универзитети. Уште пред да ги прати, им кажува, кога ќе се вратите, ќе работите на ова работно место, во оваа институција. Институцијата знае дека ќе има на располагање минимум 3 години по враќањето на тоа лице некој кадар кој што ќе донесе нови вештини, нови знаења, а од друга страна, лицето кое ќе се врати знае точно каде да оди, а не да лута во системот. И од друга страна, макар за искуство, ќе се врати, Така наместо да бара во другата држава друга работа, ќе се врати 2 години искуство, ама 2 години таа институција има врска со другата земја, можеби ќе успее да го задржи. Тоа е супер модел и мислам, навистина како држава гледаме како напредува Словачка и останатите држави кои што се приклучиле кон Европската унија, доста време биле, да кажеме, меѓу послабите членки, им оделе луѓето во појаките држави, но сега сите прават тактики за враќање. Исто Полска, мислам дека има многу од своите граѓани вратено. Да, Што прави Полска? Економски зајакна. Ама и за жал не можеме да се споредуваме со Полска. Не, ми велам да се Значи, споредуваме, Полска голема е- држава, ама Полска пак. е 20 Македонии, значи. Ама има своји компании. Има своји компании каде што има додадена вредност. Ама тоа е заради пазарот. Во Полска има можност да се создаваат, затоа што имате Кој има и европскиот работна, ама пазар? има, види, затоа час поскоро ние треба да работиме соодветно да си ги спакуваме куферите за да тргнеме по патот на интеграција во Европска унија. Како Македонија, не Како луѓе. Македонија, а не како миграција. Значи, зборувам како систем. Затоа што пристапот кон заеднички пазар, еве сега што се случува, еве економска тема. Европската унија, поттикната од царините на Трамп, Добра. и влијанието кое што Кина може да го има врз европскиот челик, и затоа што се затвора пазарот за кинески челик во Америка, Кина бара друг пазар, треба да дојде во Европа. Европа Треба. за да се заштити, за да го заштити собствениот челик, вели, јас сега ќе правам нови шеми, тарифни модели, како да се заштити челикот ќе имам, како се вика, квоти, тарифи, дополнителни давачки за неевропски земји. Ако Други имиња за царени и даноци за Ако неевропски. Македонија е дел од заедничкиот пазар на Европската унија, нема да биде тема на македонските медиуми и портали, како македонскиот челик сега ќе се извезува на европскиот пазар. Значи, политичарите, можеби и намерно, не зборуваат за овој бенефит од Европската унија. Нешто кое што е директно поврзано со финанси и чувствување на промените директно од страна на граѓаните. Ние можеме тука сега да зборуваме колкав е растот, колкав е дефицитот, да бидеме досадни за јавноста. Ама на крај, големата слика е дали македонскиот граѓанин ќе живее подобро или полошо со влез на Македонија во таква заедница. Што мислиш? Македонија, земја која што е ранлива на шокови од странство, која што е отворена економија и која што е целосно зависна од Европската унија економски. Бе во Србија... Ние сакале или не, според мене сме кон ЕУ насочени со тоа што ги имаме во моментов бариерите што Европската унија ни ги поставува, меѓутоа покрај миграцијата на граѓани, на луѓе, ние воопшто не зборуваме за миграцијата на фирми во Европската унија. Значи, компаниите многу често за да ги избегнат овие давачки, кога ќе ојачаат доволно, наместо ние да имаме како македонска компанија таа тука и сето тоа што произведува, тие мигрираат и отвараат канцеларии во Бугарија, во Италија, во Полска, значи неколку само ние што сме ги имале на подкастов имаат такви компании, сигурно има и повеќе. Зборувавме многу, сакаме да зборуваме, сакаме да поддржуваме, сакаме да ги афирмираме стартапите. Сакаме? Македонските стартапи реално не можат, не им е дозволено да работат од Македонија. Зошто? Затоа што не сме членка на Европската унија. Сум го кажал овој пример и на други места. Значи, македонци кои што работат во компании во странство, македонската диаспора. Така? Да.
тие гледаат бизнис можности како таа компанија да ја донесат во Македонија. И, меѓу другото, на таа компанија и требаат програмери или нешто да се направи. Македонциве кажуваат, имам одличен тим, можеме да направиме уште подобар квалитет од ова што го барате. Реакцијата на тамошните, знаете што е? Не е во Европска унија. Да. Го даваат на бугарска фирма. И сега македонциве им викаат, ама дали сте свесни дека бугарската фирма аутсорсира се што прави во Македонија? И тие викаат, знаеме, свесни сме, бидејќи ние комуницираме со македонски програмери. Ама, заштитата која што ни ја дава бугарската фирма, договорот кој што го потпишуваме, ево. Значи, ние изгубивме 20 години натегајки се кои сме, што сме, зашто сме, без да сватиме дека, зборувајќи кои сме, што сме, како сме, си ја губиме основата. Што е основата? Знаеш, имаше еден... А практично македонска компанија не може да стои како компанија која што работи. Не сега по општествено ти зборувам. Имаше еден говор на еден политичар во собрание кој што навистина мислам дека секој млад човек треба да го изслуша. Вика, наш политичар. Наш политичар. Велеше во минатото, сега ќе парафразирам, може не беше вака изворно кажано, но во минатото немавме држава, имавме народ. Се изборивме за држава, денеска имаме држава, немаме народ. А ние упорно зборуваме за тоа колку сме ние антички, големи, вакви или онакви. Без да бидеме свесни дека нас, сегашноста и иднината ни бегаат. Зошто? Затоа што не размислуваме како во оваа држава да создадеме додадена вредност. Мислам дека тоа е многу битен момент и ние сме имале компании кои што создавале и имаме компании кои што создаваат вредност без разлика што се во Македонија. Мислам дека се доста креативни во наоѓање на пазари, точно дека креираат начини и таму каде што ги нема. Дефинитивно Европската унија би ни помогнала, меѓутоа луѓето се откажуваат затоа што тој пат е многу долг, а веројатно Европската унија гледа дека наоѓаме ни алтернативи како да дојдеме до тие пазари, кои што можеби и се повеќе од корист на Европската унија, затоа што едноставно отвараме во европска држава компанија, така што не си стоиме на своето, па што има врска. Како и да е, европската економија е јака, ние сме директно поврзани со неја и дефинитивно ќе биде подобро за компаниите, тоа тука нема збор. Ајде да се вратиме дома и да зборуваме за тоа што можеме да направиме во 2026. И како економисти, и како луѓе, за да во 27 имаме малку барем подобра држава. Понатака имаме повторно кога е изборна година? Во Македонија не се знае, така што... Не, реално кога имаме изборна година. За 2,5 години, 3. Добро. Да. Значи има време да се нешто да се направи, бидејќи во избори малку е ненормална држава, не знам како не верувам да кажам. дека во моментов имаме Ама еве што ни на едната ни на треба? другата страна одговорни политичари кои што ќе кажат нема да одиме на избори ако видат дека тоа е правилниот момент. Зошто? За да имаме стабилна економија. Мислам дека за жал ова го кажувам затоа што тие што ме знаат имаат приметено дека во последниве неколку години покажувам доза на разочараност, иако секогаш сум бил оптимист. Јас покажувам доза на разочараност затоа што не гледам дека во моментов има сила која што може да не повлече како нација, не зборам само македонци етнички, зборувам нација, целата мултиетничка каква што треба да биде и е Македонија, која што може да не сплоти и да не турне напред. Ама еве, ако некој дојде и ти така те вика премиерот на државата или не знам, и вика, Виктор, еве, ти следнава година, што мислиш дека е потребно како први чекори за да тргнеме напред и луѓето да се осетат подобро дека се во Македонија македонци и така натаму, зашто по патриотското нема без разлика дали си македонец албанец, да сакаш да живееш во оваа држава. Дигитализација. Како дигитализација? Значи, голем дел од работите кои што ни се случуваат, голем дел од корупцијата во нашето општество, која што е втемелена во најситните пори на општеството, е затоа што процесите, поместувањето на работите зависат од луѓе. Луѓе кои не заработуваат доволно и бараат начин како да заработат
преку позицијата на која што се наоѓаат. Од вратар до премиер, до председател. Значи, Добро. за жал, тоа не е the ugly truth. Да, ама и Неубавата вистина. ефикасноста може да се подобри така. Па, затоа велам, ако веќе како општество сме сватиле дека човечки не можеме ова да го средиме, ајде да се обидеме технолошки, технологијата да ни помогне. Што значи дигитализација во македонски услови? 2018 година се прави програма за опростување, не туку репрограмирање на долговите на општините. Добре. Затоа што имаше во буџетот Простор. маса на пари и тогашниот систем велеше, окей, ајде да им дадеме добар старт, добра основа на општините, со тоа што ќе донесеме и закон, фискално правило во рамки на општините, како да не се злоупотреби ова во иднина. Што ни се случи? Им ги опростивме долговите, им Да. дадовме пари, не ги опростивме, ги репрограмиравме долговите, тие има и дополнителни средства каде што се Им се раздолжија. исплати да се Имате општини кои што раздолжат. 20 години беа блокирани, Да. после тие 20 години тие стануваат одблокирани, почнуваат да работат на своји нозе. Следната година законот кој што требаше да стави ред се враќа во првобитната положба. Зошто? Затоа што имаме ни следат локални избори, па треба да им се даде простор на општините да трошат, односно Да трошат пари што ги вештачки немаат. да создаваат буџет со пари кои што ги немаат. Сега, Да должат, да како кажеме. ИФМИС или некаков си систем во јавни финанси може ова да го спречи? На многу едноставен начин. Едно од правилата во тој закон за буџети кој што во моментов е во сила, ама се одложува затоа што немаме ИФМИС, е кога се прави јавна набавка, не се покажува и докажува дека имате или немате средства за да ја реализирате таа набавка. Се резервираат средства. Вие не можете да ги трошите за друга намена. Односно не можете да трошите пари кои што ги Кои што немате ги немате. за таа набавка или да направите Така е. 3 набавки со Така истите е. пари. Па тогаш ќе ги прашам градоначалниците, па и министрите за финансии, дали ќе програмираат и ќе предвидуваат буџети и приходи кои што се нереални. Или ќе се фокусираат на тоа да направат реални очекувања за следната година. Затоа дигитализацијата може да реши многу голем дел од работите. Сега, може Јас некој ќе би ми кажала каже, и детска заштита и образование малце ќе ни тоа беа помогне. следните мои чекори. Ама и во образованието и во детската заштита. Што ни е најголемиот проблем? Покрај сите останати проблеми. Основниот проблем, што ни е? Квалитет на кадар. За да стигнеме до квалитетен кадар, ние треба да знаеме што сме, кај сме и каде сме. Треба да знаеме да планираме. Зборуваме за регистар на наши кои што се во странство, така? Да. Кои што учат во странство. Ние не знаеме колку Точно ученици имаме тука. во моментот имаме. Зошто? Затоа што некој си сакал или не сакал да пополнува информации, податоци во систем кој што е веќе на сила и постои 10 Да. години. Ама имаше и некои моменти од типот на не се пријавуваат кога ќе отидат во странство луѓето и така натаму. Како што? и да е, мислам дека тоа е првиот чекор, но во дигитализацијата и образованието ни се дава една можност анонимно да оценуваме успеси на студенти, па да видиме на вистина кои наставници се добри и нив да ги наградиме, кои стручни соработници и така натаму се добри и нив да ги наградиме, се тргнува чекор напред со наградување на подобрите по X основи, меѓутоа, зошто да не мериме? Зошто една наставничка која што ќе стави петки, а низините деца ќе бидат неписмени, да зима постојано иста плата, колку друга наставничка, чии што деца се на вистина писмени, ги заслужиле петките, па дури може би имаат и некоја четворка, затоа што заслужиле четворка и тоа е во ред. Или тројка и така натаму има оценки во системот. Зошто да не ги мериме некако наставниците? Не велам класично и екстерно, меѓутоа може повеќе пати во годината. Екстерното како принцип не е лоша реформа. Точно, Не е ама со лош дигитализација ги заклучуваш. Ама, тоа што се направи грешка кај екстерното беше што спроведувањето му беше лошо.
спроведувањето отиде во скроз друга насока. Зборувам, значи ги анонимизираме. Ние не знаеме која е учителка Јасно е, и кои јасно, ученици. јасно, Ги јасно. добиваат оценките и одеднаш отвараме и гледаме дека 5 учителки во Македонија имаат врвни резултати, можат да отидат со децата на PISA тестирање и ќе бидат добри. Тие 5 според мене, не треба да земат иста плата кој другите. Треба да ги наградиме и да покажеме дека еднаш во овој систем, неврзано со партиска припадност, се наградува успешно. Епа, затоа дигитализацијата, ако алгоритмот е така поставен, да суди според параметри, тогаш дигитализацијата е решението на овие проблеми. Точно, да. Затоа што во тие се. ќе кажат колку, како и што. Мислам, можеме сега да зборуваме за образование, за детска заштита многу, затоа што ги сме работеле многу и ќе До работиме утре, и уште еден подкаст да почнеме. Да, само за ова да зборуваме. Ама, ајде да се вратам на оригиналното прашање. Значи, дигитализацијата е прво. Нешто кое што јас верувам дека треба да се случи, затоа што ако еве да речеме даночна управа. Што се случува со царината? Еве царината е позитивен пример. Вие имате царинска постапка која што е целосно дигитализирана. Paperless царина имаме во Македонија. Таа царина индиректно наметнува нов начин на работа на компаниите. Зошто постојано тоа го зборуваме? Во минатото дигиталните и технолошките иновации ги правеле државите. Државата го прави за да во возможи систем, ефикасен систем, каде актерите во тој систем успешно ќе создаваат. Сега, зошто кај нас упорно имаме пат на системот на УЈП, кога треба да се пријавува ДДВ на крајот на кварталот. Имаме, треба да самостојно да пријавуваме приходи, а не може системот нас да не опфати. Главна вест беше по порталите, не знам си колкав број на градоначалници не пријавиле имотна состојба по завршување на нивните мандати или почеток на нивните мандати. Зошто е тоа потребно? Фала. Значи, ние имаме дигитален катастар, имаме дигитална управа за јавни приходи, имаме регистар на население. Што треба да ги поврземе. Треба да ги поврземе. Работевме, зборувавме, почнавме да работиме, не успеавме да го реализираме заради заминувањето на УСАИД, еден од проектите, каде што требаше да најдеме вештини и начин како Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупција и Бюрото за јавни набавки да можат да комуницираат, споделуваат податоци. И што дознавме? Дека голем дел од постапките кои што се водат за антикорупција, по преставки или пријави од одредени лица, се водат како силоси. Односно, секој предмет е сам за себе. Вие немате можност да го поврзете хоризонтално со други случувања. И ако јас сум пријавил дека, не знам си, некој Петко Петковски имал злоупотреба, се гледа само за таа злоупотреба. Не се гледа хоризонтално, за да може да се добие некаков податок. Од друга страна, ние сме општество каде што Централниот регистар е целосно затворен, освен ако не платите. Така, податоци. И да, податоците се денеска пари. Работам преку Little Big Founders, работам со средношколци. Пари се, така. ама кај нас во Централен регистар чина податоците еднаш кога ги побаравме повеќе од на Twitter. 70.000 евра. Работам со средношколци преку Little Big Founders на предприемнички вештини. И кога ме прашуваат која е иднината на предприемништвото, јас им велам, нити една идеја која што во моментов ја размислувате, не треба да биде да ги изоставува податоците. Да. Без податоци, вашиот бизнис, каков и да е најтрадиционален, нема да биде успешен во денешново општество. Особено со проширувањето на AI и пенетрирањето на AI во секојдневното живење. Да. Веќе не можеш така на Да. слепо да носиш И одлуки. ако се вратиме на првото прашање што не очекува во 2026, па и во следнава декада, ако пред известно време рударењето, копањето на криптовалути беа главниот конзумент на енергија, денеска и во идните години, тоа ќе биде вештачката интелигенција. Енергетска криза, Па не мислам дека ќе биде енергетска криза, мислам дека многу повеќе ќе се оди на иновирање во изворите на енергија. Еколошки, одржливи и ефтини. Ајде да ги видиме последните потези кои што беа повлечени од некои развиени
земји. Што се зборуваше на КОП. Што? Меѓу другото, бев дел и од, додека бев во Сиднеј, бев дел и од локалниот КОП. Многу интересно е, малку кратко само за гледачите. КОП е најголемиот климатски настан во светот, каде што светските лидери се состануваат и дискутираат каде ќе одиме следниве 5-10 години. Затоа што КОП се случува на едно место, еден настан, пред неколку години се отвара иницијатива да се прават локални копови, локални конференции, настани, паралелно со главниот настан. Јас, меѓу другото, присуствував на КОП Австралија. Значи, во Австралија, во 4 градови, во Австралија паралелно се одвива дискусии и настани. И што беше дискусијата во однос на енергијата? Јована, ако ти се верува, јас се осетив таму како кога колегите од Кенија им кажавме како ви е искуството со студиската посета во Шведска, јас се осетив така во Сиднеј. Темите за кои што тие зборува, што бе, што? се толку далечни, се толку надвор од нашето секојдневие тука во Македонија. Дај ми пример. Зборуваат за паметни градови. Зборуваат за како градот, како просторот во градот да се прилагоди на потребите на граѓаните. Зборуваат за инвестиции кои што чинат милиарди. И јас се најдов затекнат и побарав збор и им велам, добро луѓе, јас ве слушам. Кој ќе го платил? Зборувате за Лондон, зборувате за Сиднеј, зборувате за Буенос Ајрес. Тоа се милионски, големи градови. Градови кои што имаат и ресурси, а имаат и економска логика и исплатливост да инвестираат во такви технологии. Енергијата да биде, зборува за, како се вика на македонски, загадување од звук, noise pollution. Такво звучно загадување. Да се прават градови, улици, авении кои што нема да сметаат на секојдневното живење на луѓето. Значи во таа насока се одат дел од дискусиите. Им велам како може главен град на земја во развој со 140 милиони евра годишен буџет да планира вакви проекти, а притоа е 5-ти најзагаден град во светот. А таму е проблемот. Така тука е проблемот во Скопје. А решенијата треба да чинат милиарди. Значи, невозможно е да се спроведе решение во Скопје кое што моментално се нуди. Па затоа ни треба Европската унија, Јована. Добро, затоа ни треба пристапот до структурни фондови кои што нам треба да ни помогнат конечно да ја преминеме таа скала од земја во развој, во развиена земја. Затоа што за волја на вистината тие можат и имат силна поддршка од страна на сите чинители барем во Македонија, а има дели во Европа кои што сметаат дека треба да се отворат за нас, иако не сме членови на Европската унија, структурните фондови на ЕУ. Да, ама ајде да зборуваме за реално, за повторно неубавата the ugly truth, вистина, која што треба да не помогне. Не. Во моментов Македонија и земјите од Западен Балкан се под една програма која што е целта е развој, план за раст, план за развој на земјите од Западен Балкан. И Македонија треба да добие 750 милиони евра во рамки на таа програма. Каде сме ние? Како земја? Па каде? Реформите не зависат од Европската унија. Таму има одредени реформи кои ние што ние сме треба да ги направиме. Ние сме се договориле, сме се обврзале како држава. Мене како граѓанин не ми е гајле дали таа програма ја работеле, смислиле претходната власт, тоа е државна политика. Тоа е политика која што е донесена од страна на институции на оваа држава. И најчесто работат на тие стратегии административни службеници кои што се 20 години во систем. Да. И тие уште се во системот. Така е. И што ни се случува? 2 реформи од 5, 6 во првата. 4 реформи од 16 И сега ќе добиеме делче од парите или ништо? Добиваме пари само за тоа што сме го спровеле. Добиваме пари само за тоа што сме го ветиле, кое што на Европската унија е гајле дали сега под наводници, ама е гајле дали ние ќе го донесеме или нема да го донесеме како се вика тој закон. Тој закон ние го носиме за нас и за нашите граѓани. Значи, и конечно треба да преминеме од
политика на носење закони, штанцање закони, гласање во парламент, кон политика на спроведување, доследно спроведување на тие закони. И тоа е тоа што нештото кое што треба да не донесе да бидеме европјани, Да. па дури и имале некои предизвици со нашите соседи, со нашето окружување, Кои што не, можеби нема да ги надминеме така лесно. можеби мислам, нема да ги апсолутно. надминеме, ама тоа што ќе остане во оваа земја е системот и Да. реформите кои што ќе донесат и ќе бидат осетени од страна на граѓаните. Се сложувам, ама сега за крај, затоа што нели дискутираме дека како економисти веруваме во тоа ако луѓето се срекни дека економијата ќе тргне напред и тоа апсолутно е потврдено од секакви експерти во економијата и од сите истражувања направени. Ајде малку сакам да завршиме во однос на тоа што може да не направи да се радуваме, кои се позитивни некои работи што се случуваат, дали се случуваат пред се и што е тоа што се зборува во медиумите. Затоа што за луѓето да бидат срекни, весели, расположени, треба во медиумите да гледаме. Убави луѓе, паметни луѓе, да слушаме музика, не мора тие секогаш да фалат, ама бар да видиме дека има квалитет во Македонија. Како влијаат медиумите и кои се дискусиите во развиените земји на медиумите во однос на нашите дискусии, затоа што живееше или имаше престои кои што значаа дека ти мораш и да си дома и некогаш да пуштиш телевизија и така натаму. Зашто се дискутира на медиуми во Австралија, во развиени земји низ Европа и така натаму во однос на она кај нас? За жал, мојот одговор ќе биде баш и не одговор кој што не можеби голем дел од гледачите нема да го очекуваат. Со промената на власта во Америка и форсирањето на популизмот како начин на комуникација, во светската комуникологија се форсира во моментов таков тип на комуникација. Каков? Па јас можам да го квалификувам како насилен. Аха. Не од аспект на дека промовира некакво насилство, туку комуникацијата има гнев. Во комуникацијата има гнев. Во комуникацијата се игра со чувства кои што во одредени декади наназад многу внимателно се чуваат да не бидат толку јавно достапни или толку промовирани јавно. Од друга страна, се користат медиумите и медиумската комуникација, сега зборувам и на традиционални и за дигитални, на начин кој што им одговара на елити. Се уште, добра. Значи, Трамп дојде со идејата дека ќе ги руши елитите, дека е анти-естаблишмент, а всушност тоа што јас го гледам како резултат на комуникацијата, која што е во стилот на неговата, е всушност афирмирање на естаблишментот. Затоа и тоа што од двете страни се случува екстремно рушење на естаблишментот, а на крај да, затоа што на крајот на денот граѓанинот верува во тоа што ќе му биде пласирано. Ако граѓанинот отвори 5 медиуми, каде што истата порака е споделена, дури и дигитални, а при тоа таа порака баш и не е блиску до вистината или пак не е целосно објективна, тогаш таа вистина станува вистина на тој човек. Тоа што мислам дека треба повеќе. Како беше 7 пати повторена лага станува вистина. Да. Тоа што мислам дека повеќе ни треба на македонските медиуми е македонска продукција. Не зборуваме за продукција од типот на Што го врти светот? Не, зборувам за продукција која што нема да биде адхок. Значи, преспав Светот на Биби, јас се уште ги гледам како исклучоци. Дајте музика. Да. Ние треба да имаме системски тоа решено. Ние треба да имаме создавање. Секогаш да има такви содржини. На ITV, една од најголемите телевизии во Британија, имате серии, ТВ драми, кои што одат 40 години без престан во етер. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека израснале генерации израснале со тоа. Да. Тоа ви е дел од идентитетот. Тоа ви е дел од нешто кое што
создава нови вредности. И Или трајни. Така е. Ги афирмира трајните, Да. создава нови. Кога нашите предци создавале, не сакале да бидат копија на нешто. Сакале да создадат нешто кое што ќе трае. И ќе биде наше. Тоа што мене ме восхити во Австралија. Австралија е земја која што има историја од околу 150-170 години, зборувам интензивна демократска, Да, политичка, откако се- технолошка и така натаму. Австралија е мека за култура, особено Сиднеј и Мелбурн. Значи, вие на секој чекор имате културни настани, Да. кои што не се случајни, туку се системски организирани. Тоа е нешто што нам ни фали за да го заштитиме нашиот идентитет. Долгорочно. Последна особено. порака еве во контекст на ова. Ако ние растевме со македонски народни приказни, кои што нам ни беа релевантни, затоа што секој од нас имаше или баба и дедо, или одеше во село кај пријатели, Да, некогаш имавме допир со и село. можевме да се идентификуваме со тие приказни, затоа што дома бабите и дедовците ни ги раскажувале истите тие приказни во некоја друга форма. Или пак сме живееле со приказни дека нашите баби и дедовци израснале така, па сега се во град. Денешните млади, денешните деца се растени од генерација која што живеела во Југославија. Кажете Не ми, живеела во Југославија. Ја па не сум бабите, живеела. не, ама бабите и дедовците Аха, зборувам. да. Бабите и дедовците живееле во сосема различна култура. Значи, тогашните хипици денеска се баби и дедовци. Така е. Значи, ајде да зборуваме за културата на нашите родители, односно културата на бабите и дедовците на новиве генерации. Барем малку да го доближиме, Да го доближиме. до децата. до Нешто гледачите. што ме фасцинираше. Тие што ме знаат дека каде да одам, сакам да посетам филхармонија. Затоа што тоа ми е една пасија која што ја следам. Чекај. Сакам да те вратам на темава, Ајде. идеја за Не, сакам да кажам во контекст на темава. Ајде. За жал во местава каде што бев, немаше филхармонија, ама имаше театар, опера и балет. Секако. Во Мелбурн ја гледав Кармен во модерно издание. Значи, сценографијата, начинот на кој што се однесуваше на сцена целиот актерски, целата актерска екипа, беше како да се случува Кармен во денешно време. Така За ќе да привлечете млади. Одговори на потребите на Така оваа публика. културните вредности ги пренесувате на новата генерација. Оре во Кршачка ја гледав во кореографија каде што детството се случува на плажа. Затоа што тие се на плажа. Затоа што тие се на плажа и прославуваат Божик и Нова година на плажа. Да. Значи, култура која што треба да ви се доближи вам, за вие да можете да ја конзумирате и да ја практикувате во секојдневното живење. И само сами можеме да си ја создадеме. За мене Така е. искрено беше погубно кога не се направи втора сезона од Зоки Поки, затоа што тоа беше совршен пример како едно безвременско дело на Оливера Николовска се адаптираше за деца и резонира со децата денеска и на вистина беше гледано и од деца и од родители. Мислам, јас можам 3 пати да ги гледам Така е. епизодите на Зоки Поки како родител и ми е мерак, зошто да нема втора сезона, тоа немаше никаква логика. Баш Немаше. поради недостаток од стратегија. Сега го добиваме проектот, го завршуваме тие 10 епизоди и што понатаму ќе правиме со овој проект каде што работеле луѓе да се создаде, да се финансира, се потрошиле пари, се навлекла публиката, мислам не е фер према публиката да го гледа тоа и одеднаш нема. Актерите да не зборуваме, значи веќе создале нешто од себе, Да, некој да. име, да не продолжат понатаму. Така што ако за Зоки Поки не успеавме, не знам што останува со другото, ама ајде на една висока нота, се надеваме и мислиме, и јас мислам и ти, дека е важно овие работи, овие добри примери да се структурираат и да траат. Да. Фала ти многу што си разговаравме на сите можни теми на целиот свет. Се гледаме повторно следна нова година, а и утре во канцеларија. Така е. Се гледаме, срекни празници на сите гледачи и ви благодариме за поддршката. Тоа што го постигнавме во првата сезона со 30 епизоди, гледаноста во третата сезона ја постигнавме само со 8. Што значи дека имаме верна публика која што само расте и се надеваме дека ќе барем сме мал придонес за подобрување на нашето општество за темите кои што се во медиумскиот простор. И во континуитет 3 сезони ве сакаме.